Сони за настани, свечени настани, одбележувања се слави четврт век од независноста на Република Македонија, од историскиот референдум во 91-та година, кога повеќе од, како што каже и ти во најавата, 95% од граѓаните кои излегоа на гласање одговорија со да на референдумското прашање. Бројките од тој референдум говорат дека од сите гласове 1.132.595 кои што гласале, 1.079.308 гласа биле за тоа Република Македонија да биде независна и суверена држава. Овдека пред споменикот на паднатите борци утрово се положуваше свежо цвеќе во чест на најголемиот државен празник, денот на независноста, и во чест на сите оние кои што во минатото се бореа за идејата за слободна и самостојна Македонија. Во собранието се додели наградата 8 септември, која што им се доделува на истакнати спортисти, тренери и спортски работници. За сите овие свечени настани деталите ги има Михаела Димовска. Да го погледнеме нејзиниот прилог. По повод 25 години од прогласувањето на независност и сувереност на Република Македонија, делегација од кабинетот на председателот, владата, собранието, делегација од политички партии и општини, дипломатскиот кор и граѓански здруженија положија цвеќе пред споменикот на паднатите херои во паркот Жена Борец. Во Кристалната сала во собранието на Република Македонија по повод празникот свечено беа доделени државните награди за високи достигнувања во областа на спортот 8 септември. Наградата за животно дело ја доби фудбалската тренерска легенда Андон Дончевски, а награди за остварување во областа на спортот во 2016 година добија Агиме Јупи, Сашко Поповски, Добре Маринков и Фоти Ѓатовски. Символот на независноста на нашата држава недвосмислено кореспондира со крајната цел на секој спортист, а тоа е победата. Денешниот празник е прослава на победата, а токму таа е лајт мотив на спортистите и спортските работници. И не случајно пред 5 години, токму на историски најзначајниот ден во Република Македонија, 8 септември, се воспостави државната награда за спорт, со која државата ја валоризира вредноста, ја искажува својата благодарност до сите оние кои преку спортот успеа да ја промовираат Република Македонија. Пред повеќе од 2000 години низ Македонија помина апостол Павле и рекол: ако немаш љубов, тогаш и ништо немаш. Значи, си празен духовно. И во истата таа бескрајна љубов, што треба да владее на земјата, на земјината топка, ви го упатува мојот фудбалски поздрав за земјата македонска што ја носам низ меридијаните како бескројно богатство. Државата преку оваа награда ја искажува својата благодарност до сите оние кои преку спортот успеваат да ја промовираат и афирмираат нашата земја на меѓународен план. Со оваа награда се обезбеди и вреднување на тренерите, селекторите, медицинскиот персонал, спортските новинари и работници, на ист начин како спортистите кои се на теренот. Кон сплотеност и обединување со цел на идните генерации да им оставиме држава во која што ќе можат да бидат своји на своето, да бидат граѓани на светот, без при тоа да престанат да бидат граѓани на својата татковина. Да погледнеме делот говорот на председателот Иванов. Но за разлика од пред 5 години, овој јубилеј не затекна раскарани и поделени со меѓусебна недоверба и омраза. Ова година во која кулминираше политичката криза, беше можност за обштествена катарза, за прочистување на нашето општество од сета неодговорност, нетрпеливост и омраза што се наталожија во изминатиот четврт век. Оваа јубилејна година требаше да биде пресвртница и нов почеток, но наместо тоа продолживме да тониме се подлабоко во калта на реваншизмот и меѓусебните обвинувања. Обштеството, економијата, медиумите, културата, уметноста, спортот станаа заложници на политичката криза во која секоја страна ги гледаше грешките на противникот, но е слепа за сопствените грешки. Почитувани сограѓани,
По многу одлагања и неизвестности на 11 декември треба конечно да се одржат долгоочекуваните предвремени парламентарни избори. На овие избори не е важно само кој ќе освои најмногу гласови и кој ќе владее до наредните избори. Тоа ќе го кажат граѓаните. Многу поважно е како ќе мине предизборниот и изборниот процес. Дали ќе се почитува волјата на граѓаните не само од победникот, туку и од поразениот. А најважно од се, она што ќе следи по изборите по 11 декември. Изгубивме многу скапоцено време. Овие избори се шанса да ја завршиме оваа горка страница исполнета со неизвестност и да свртиме нова страница.